Советот на град Скопје денеска на седница го разгледуваше предлогот за изменување на буџетот на град Скопје за 2018 година, со која е предвидена рационализација на трошењето на буџетските средства. Буџетот за 2018 година ќе биде намален вкупно за 27 милиони денари и наместо предвидените 4 милиарди 254 милиони денари, со ребалансот се планира да се потрошат вкупно 4 милиарди 227 милиони денари. Во делот на капитални расходи од областа на урбанизмот предвидени се средства кои претходно не беа предвидени, а се однесуваат на изградба на улица Ленинова, реконструкција на булевар Никола Карев, изградба на улица Буца Иванова, изградба, одржување и реконструкција на улицата Братфордска, Македонско-Косовска бригада, Андон Димитров, Живко Фирвов, како и изградба, реконструкција и одржување на мали плоштади. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот за комунални работи, како и на секторот за сообраќај. Во делот на комуналните работи најголемото зголемување се однесува на реконструкција и подигнување на јавно зеленило, каде се предвидени дополнителни 40 милиони денари. За расчистување на диви депонии предвидени се дополнителни 5 милиони денари. Гласањето на ребалансот на буџетот беше проследено со реакции од страна на советниците од опозицијата, кои не се согласуваа со распределбата на средствата. Овој ребаланс на буџет ја осликува на реалната слика на буџетот за 2018 година. Од страна на раководителот на секторот за финансии, на сите прашања добивме одговори. Некои од нив беа реално оправдани, но не може да биде реално оправдано дека во ребалансот на буџетот се зголемува толку големи средства за времените вработувања. Проблемот е во тоа што сите капитални проекти кои што беа планирани со буџетот за оваа година, кои што решаваат многу проблеми на граѓаните, или се укинуваат, ставките се нула, или се намалуваат. На сметка на тоа се зголемува буџетот за време на вработување. Во однос на фонтани, односно одржување на фонтани и спомен од бележја, гледам дека буџетот е баја ги намален, па ме интересира дали со предвидените средства ќе се направи ефективно и ефикасно чистење на фонтаните и на спомен од бележите и дали се сите опатени, бидејќи знаеме дека треба да има посебен вид на вода, хемиски средства, се со цел да не се оштетат истите. Инаку во однос на улиците за реконструкција, проширување на кисела вода, ја ќе седам право, ама и право ќе зборувам, ви благодарам. Навистина гледам дека сте се потрудиле да ги дуплицирате, значи сумата на пари кои што треба да одат за реконструкција на улици. Но нема да се согласам во однос на велосипедските патеки, каде што во две ставки гледам дека се кратат парите, бидејќи сепак одиме на она поента дека Скопје треба да го направиме велоград, затоа што ние го започнавме, вие треба да го завршите. Значи, една од ставките која се намалува е ставката за Луна паркот. И мислам дека од 50 на 40 милиони Луна паркот веќе неколку години е, значи, во изградба и таа градба многу се одолжува. Ако многу ја развлечиме, може да се случи да една цела генерација на дечиња немаат шанса да видат што е тоа Луна парк, кога ќе тие дојдат во Луна парк веќе пораснале. Значи, ако повеќе од 5 години, 6 години го тоа правиме. Меѓутоа, бидејќи тамо веќе сериозно се работи, има 2 тендера, има изградена и водоводна и канализациона мрежа. Гледам, некоја зграда е, сабалја бев таму случајно, некоја зграда е направена, значи, добив информација дека 50% од реквизитите се направени, треба да се прават темели за тие реквизити. Во секој случај, се залагам, да кажем овде, као советник, немам друго средство, остане овде на говорница да се залагам, да Луна паркот навистина го завршиме. На реакцијата на советниците со свој став и образложение се произнесе и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Основниот буџет на град Скопје
се намалува за 27 милиони денари, при што се предлагаат повеќе измени по програми и проекти согласно проценетата динамика за реализација на започнатите проекти и роковите на извршување на склучените договори, се предлага реализација на нови капитални објекти. Најголемите промени во вкупните предвидени средства се однесуваат на секторот комунални работи, каде што предвидуваме зголемување на средствата за 67 милиони 150 илјади денари, како и секторот сообраќај, каде е предвидено намалување на 104 милиони 850 илјади денари. Во измените на буџетот предвидени се и дополнителни 15,5 милиони динари за основачки влог за новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување на системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на Скопје. Во измените на буџетот предвидени се дополнителни 15,5 милиони денари за основање на новото акционерско друштво за енергетски дејности, со кое граѓаните на Скопје ќе добијат брзо и ефтино приклучување во системот на топлинска енергија, како и започнување на процесот на гасификација на нашиот град.